Вчера вечер во Тетово во организација на ВМРО ДПМН беше реализирана трибината социјални политики против иселување и сиромаштија. Во рамки на партиската акција "Ова е Македонија за сите", председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во свој одговор пред присутните напомена дека за Тетово како град на национално ниво се зборува само кога има вести од црната хроника, а како пример го посочи пожарот во Тетовската модуларна болница. За жал, за Тетово на национално, на државно ниво се зборува тогаш кога има вести од црната хроника, како случајот кога беше опожарена модуларната болница, кога има некаков инцидент и на тоа многу често се дава етнички предзнак. Ваквата слика е креирана од истите оние кои профитираат од таквите случаи, кои како реприза јаковаат оваа слика и го плашат народот. А народот пак, надвор од стегите на политиката, оној реалниот народ, необременет од политичките интереси, совршено се согласува помеѓу себе. Во своето обраќање Мицкоски се осврна и на настаните пред 8 години во Кумановската населба Диво населје, во која загинаа повеќе припадници на македонската полиција. Оттаму Мицкоски на власта и порача дека е време за пензија и опозиција. 9 мај, денот кога се случи пресметката во Диво населје и каде животот го загубија 8 припадници на македонските безбедносни сили. Има такви кои се пресметани и кои преку статуси се најаки и водат политика. Но кога ќе дојде мегдан да говорат за овие теми, тога си велат подобро да не се бранува јавноста. Па не е така. Власта овие теми ги става под тепих, а јас сакам јавно да зборувам за вистината. 22 години Демократската унија за интеграција е дел од сите порази на Македонија. 22 години власт ДУИ е дел од сите афери, од сите скандали, од сите патења на народот. Затоа испраќам јасна и недвосмислена порака. Тука од Зеничко Тетово, од народот до Демократската унија за интеграција и Али Ахмети. Доста е. До тука беше. Доста крадевте и градете среќа на несреќа на народот. Доста ја пиете крвта на народот кој се помалку го има. Време е за пензија и опозиција. На вчерашната трибина пред јавноста беа истакнати проектите реализирани во општина Тетово. Успеавме дел од горливите проблеми на Тетовчани да ги решиме. Ќе почнам од горниот дел на градот, значи улицата Тодор Ципровски Мерџан, ја прередивме коцката. Потоа продолживме, значи да ја средуваме околината околу православните гробишта, затоа што знаеме дека во минатото на тој реон таму имаше многу диви депонии. Тие депонии ги изчистивме, направивме паркинг места. Ја довршивме капелата, која ние ја почнавме 2015 година. Тоа има правни проблеми, имаше некои имаше, да, но за жал, значи како со патот Кичево Охрид, така и со капелата во Тетово, чекавме 4 години за ние да дојдеме пак на власт за да ја завршиме. Тоа е еден од горливите проблеми. Потоа ќе продолжам надоле. Ја завршивме улицата Страшов Пинџур. Ја завршивме улицата Јане Сандански, улицата Димо Гавровски Кара, со што поблиску се стигнува до болницата сега, затоа што има нов асфалт. Го решивме водоснабдувањето во Фалише и во Сарашљино. Градоначалниците на општините Јегуновци и Брвеница исто така пред присутните ги истакнаа проектите и активностите кои се преземени за подобрување на животот на жителите на населените места во рамки на двете општини. Најголем проблем, ако го решиме за овој едногодишен или година и пол мандат, беше мандатот со кој исполнет со еден проблем кој ги тиштеше жителите на заселените места Жилче и Шемшово, кои во 21 век немаат основни потреби, тоа е водата. И за толку краток период го решиме тој проблем со кој моја гордост и гордост на општина Јегуновци заедно со вработените, со општинското јавно предпријатие, самите успеаме тој проблем да го решиме.
У оваа година имаме повеќе инфраструктурни објекти направено. Значи, изградивме летна сцена и партерно уредување во црквата во село Брвеница. Реконструиран е стадионот во село Брвеница. Спортската сала е вратена во функција после 5 години и дадена е на користење за прв пат на училиштето. Значи, 5 години буквално никој не ја користел и била оставена да пропаѓа. Ни спортската сала, ни стадионот. Значи, работиме на континуирано на подобрување на осветлување, на уличното осветлување. Во општината финансираме 4 фудбалски клуба кои се финансирани од наш буџет на општина Брвеница. Редовно вршиме дезинсекција и дератизација на општинава. Изработивме нова веб страна на нашата општина. Завршена ни изградба, реконструкција и нови патишта од должина од 5000 метри. Следна трибина на тема образование ВМРО ДПМН најавува за утре во Штип.